Од прв вице-премиер до осомничен со лисици на рацете за проневера во службата, Артан Груби денеска и лично слушна зашто го сомничи јавното обвинителство. Според истрагата отворена пред повеќе од една година, постоел сомнеж дека поранешниот вице-премиер, иако немал право, дозволил купување на апарати за коцкање. За таквата набавка државната лотарија потрошила над 8 милиони евра, а според обвинителството тоа е сумата за која Груби ја оштетил лотарија чиј собственик е државата. Намерата била државната лотарија самостојно да приредува игри на среќа, иако уште пред 10 години тоа право било дадено на приватна фирма. Идејата за купување апарати за коцкање и самостојно организирање игри на среќа потекнало од тогашниот директор на државна лотарија Перпарин Бајрами и за него обвинителството смета дека сторил кривично дело, па го гони за проневера во службата. Бајрами е се уште во бегство, а како што објаснува засител неговиот адвокат, истрагата за случајот не е затворена бидејќи требало и тој да е сослушан. Според кривичното дело за кое се води истрагата, на двајцата им се заканува затворска казна која не може да биде помала од 4 години. Инаку досега Груби немаше свој став за случајот, откако во декември 2024 дозна дека е под истрага, а полицијата не успеа да го најде во земјава. На Facebook напиша дека е во приватна посета на Косово и штом ги заврши обврските, веднаш ќе се врати дома. Претходно Груби се најде и на американската црна листа како лице вмешано во значителна корупција. Заедно со апелацискиот судија Енвер Беџети според Стеј департментот прифатиле мито за уривање на судските процеси против поранешниот директор на УБК Мијалков. Тогаш Груби преку Facebook напиша дека е чист како солза.